Глобалната програма за справување со нелегални финансиски текови започна во 2017 година. Меѓутоа, оваа иницијатива за прв пат ја започнавме во 2018 кога дадовме поддршка на Министерството за внатрешни работи при обезбедување на кучиња, трагачи на кеш на единицата за службени кучиња при МВР. Меѓутоа, продолжуваме и понатаму со поддршка, бидејќи добивме и зелено светло од Царинската управа на Република Северна Македонија. Кучето е многу миролюбиво, што за нас тоа ни одговара, пошто ние работиме претежно со луѓе. Од ова куче нема човек што може да се исплаши, значи не напаѓа, значи е многу миролюбив и се работи неговата работа најпрофесионално. Сега ова е нова раса, значи не се активни кучиња, него се пасивни барачи. Значи тој не гребе кога детектира дрога или пари, не е ни битно. Он застанува и седи. Тоа е многу добар показател да не уништи, например, возила, на било што, патничка торба или такво нешто. Значи нешто е ново и за нас, предизвика, мада е интересна и добра работа. Значи, главната наша цел и очекување од оваа иницијатива е да се зголеми детекцијата на нелегални пари кои транзитираат преку границите во регионот, како истите пари би се заплениле и би се влијале во буџетите на државите и би се искористиле за потребите на граѓаните. Најважно е он да го распознае мирисот. А во практичната работа и во тренингот кој работиме на систем на игра. Он всушност кога иде на работа, он не иде на работа, он иде да се игра. Принципот кај нас е да кучињата бидат дома, значи немаме колективно чување. Секој куче со својот водич си оди дома и кога ќе му заврши работниот век, кучето се пензионира и останува кај водичот се до оној момент дека не напушти.